Благодарам. Тогаш ми да мислам дека можеме да договориме на вториот настан. Вака беше дочекана министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која во име на владата положи цвеќе во вечното почивалиште на македонскиот национален херој Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Ваквите скандирања не се допаднаа на Шекеринска, која обвини дека биле политички инструирани, иако првично застана пред медиумите за изјава. Шекеринска подоцна се премисли, тврдејќи дека луѓето што скандирале биле членови на навивачките групи Комити и војводи и затоа не сакала да им прави промоција. Секогаш е. Случајно ли е направено да биде видно после изјавата на лидерот? Барем тоа го научивме на Балканот, дека многу често политиката се крие зад навивачките групи и ги злоупотребува. Благодарам тогаш. Гоце Делчев е еден од најголемите македонски национални херои, но по потпишувањето на договорот со Бугарија, неговото потекло и националност стана и официјално тема на преговори меѓу Македонија и Бугарија. Нашиот источен сосед бара земјава да признае дека Гоце Делчев е бугарин за да напредува во евроинтегративниот пат. Актуелната влада, предводена од СДСМ, релативно благо реагира на острите изјави од Софија, па дури има и такви како професорот Денко Малевски, кој инаку е советник на претседателот Стево Пендаровски и близок до владата, кои се согласуваат и тврдат дека Делчев е бугарин и дека Македонија морала да ја прифати таа реалност за да почне преговори со ЕУ. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски потенцира дека не смее да се преговара за Делчев, вели тоа е Македонија и никој не можел да го разубеди дека не е македонец. Гоце Делчев е столбот на современата македонска држава и Гоце Делчев е Македонија и Гоце Делчев не треба да биде предмет за било какви преговори и разговори. И поранешната потпредседателка на СДСМ Фросина Ременски, предводејќа делегацијата на Собранието на Македонија, вели дека Гоце Делчев не смее да биде предмет на политички договори. Историските факти треба да се земат во предвид и секако да се почитува фактот дека нашиот великан Гоце Делчев почива во престолнината на слободна и суверена Македонија. Шефот на државата Стево Пендаровски, кој во минатото изјавуваше дека било факт дека Делчев се изјаснувал како бугарин, не се појави во црквата Свети Спас, делегацијата од Вила Водно беше предводена од шефот на неговиот кабинет Миле Бошњаковски.